Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во првата емисија од новата сезона на емисијата Ваш термин. И се надевам дека во оваа нова сезона ќе бидеме од ваша корист, ќе доставиме корисни информации во однос на проблемите со вашето здравје и ќе се обидеме и некои други додатни информации преку разговор, преку некој прилог кој што ќе го приготвуваме да ви ги пренесеме до вас се со цел да ве информираме за се она што е потребно. Во првава емисија од новата сезона одлучивме малку да поразговараме за состојбата со инфективните заразни заболувања кај нас, тоа се морбилите, пертусисот, па и ковидот. Ќе кажеме нешто и на пошироко ниво. Задолжен за тоа е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е портпарол на Комисијата за заразни болести, а исто така и од неодамна тој е директор на Клиниката за физикална медицина и рехабилитација, па и ќе кажеме нешто за клиниката, значи што се нуди, како ја затекна доктор Злата клиниката кога појде на директорското столче, што планира да смени и да воведе некои новини и така натаму. Еве се надевам дека овој разговор кој што ќе го водиме ќе биде од ваша корист и ќе го задржи вашето внимание. Секако отворена контактна емисија сме, доколку нешто ве интересира, слободно може да се приклучите во нашиот разговор. Доктор Злата, некако како традиција да започнуваме сезоната со вас и многу ми е драго. Добре дојдовте. Мене ми е благодарам пред се на поканата уште еднаш и мене ми е навистина пред се големо задоволство и чест што имам навистина можност да ја отворам. Да, мислам дека по четврти пат. Мислам дека по трети или по четврти, не видам. Сигурно, меѓутоа дефинитивно е веќе индикатор дека ова станува традиција и се надевам дека ќе продолжиме година да се работуваме. Ви благодарам многу и покрај многуто обврски што отвоивте време да бидете мој прв соговорник. Ајде да почнеме веднаш со она што беше актуелно и изминатиот период, а и сега е актуелно, бидејќи педиатрите апелираат дека дечиња има и со кашлица и со морбили, па каква е состојбата, дали имате некои податоци? Реално, инфективните заболувања не се нешто што е невообичаено во овој период. Секогаш се поставува истото прашање со почетокот на училишната година, далеќе се зголеми бројот на инфективни заболувања. Да, тоа е уште поголема причина што е повика. Особено помеѓу детската популација. И секогаш со внимание го следиме месец септември ние како Комисија за заразни болести, за да видиме дали ќе се појави некое ново заболување кое што може да се превенира со редовниот календарни имунизација или пак некое заболување кое што е надвор од редовниот календарни имунизација. Можам да кажам дека имавме релативно стабилен месец септември до сега. Немавме нови пријавени случаи на морбили, она што беше проблем во текот на изминатиот период. Знаете дека имаме во оваа година два пријавени случаи, едниот беше од Струга, едниот од Вилешките села. И за двата случаи, за среќа, навремено беа детектирани. При тоа морам да ги пофалам центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје кои што исклучително брзо интервенира, спроведе епидемиолошка анализа, на тој начин го митигира процесот на ширење на заразата и гледаме дека тие два случаи прилично ефикасно се решија. За сега немаме појава на трансмисија, локална трансмисија во Македонија на морбили, што е многу важно. Кога ќе кажам два случаи, тоа и не значи многу за слушателите, за гледачите на вашата емисија, меѓутоа во превод морбилите како најзаразно заболување се воедно и највисокиот ризик, најопасниот фактор кој што можеме да го имаме кога ќе имаме појава на епидемија. Тогаш преносливоста е исклучително голема. Се уште се свежи сеќавањето од 2019 година кога имавме епидемија на морбили во цела Македонија. И за жал тогаш имавме дури 4 починати дечиња на возраст од 6 до 13 месеци. 2019 година е нешто што не сакаме никогаш да ни се повтори, затоа постојано, континуирано апелираме да се почитува она што е согласно закон донесено, да се вакцинираат децата согласно редовниот календар за имунизација. Затоа што единствено на таков начин ќе можеме навистина да ги спречиме болестите кои што некои од нив се искоренети како полиото. Значи Европа е полио-фри зона од 2002 година, а некои од нив имаме навистина можност доколку одржиме висок степен на вакцинација во одреден регион подолг период и да ги искорениме во наредниот период. Австралија е веќе на прагот на искоренување на ХПВ вирусот со помош на вакцината против ХПВ вирусот. Нешто што кај нас за жал не е се уште доведено на ниво на свесност, кое што би требало да го имаат пред се родителите кога е во прашање заштитата на здравјето на сопствените деца од болест која што може да биде навистина фатална, а тоа е карциномот на грлото на матката.
Во однос на другите заболувања, пертузисот знаете дека е присутен континуирано, тоа е нешто што... Тоа е навистина нема никогаш од кога говоревме негде февруари, мисля че не беше дека кога се појави нели таа фама и кога требаше да се вакцинираат децата за да појдат во градинка, нели кога вие донесовте препораки како и што се треба околу ова за да нема епидемија. Меѓутоа не се сопре, цело време си има по некој случај и никако да се искорени скроз. Тоа е активен пример, значи да видиме како ќе бидеме практично навлезени во криза. И сега тоа е за среќа локална криза, условно ќе кажам за среќа во наводници, затоа што таа криза всушност представува криза во форма на епидемија за градовите Скопје, Куманово и Тетово. Така. Меѓутоа таа опасност за останатиот дел од Македонија секако дека демне и дека може да се пренесе заразата и во останатите градови. Кога се појавија првите случаи на пертузис и кога видовме дека има континуиран раст на броевите на пертузис кои што се од недела во недела се поголеми, знаевме дека ќе навлеземе во една малку подолготрајна криза со пертузисот, затоа што е процесот на заштита на децата прилично сложен. Значи се прима вакцина на 2, 4, 6 месеци, па на 18 месеци, па на 7 години. И таквиот постепен принцип на градење на имунитетот преку имунизација кај децата, всушност е сложен систем кој што опфаќа групи на деца од различна возраст. Имате деца кои што се во доенечка возраст, имате деца кои што се на 18 месечна возраст, имате деца кои што се веќе во школска возраст. И практично имате ширење, потенцијално ширење на заболувањето, пошто овдека се работи за бактериско заболување, не се работи за вирусно. Имате потенцијално ширење на бактериското заболување во различни групи на возрасти на деца. Дополнителен проблем, знаевме дека ќе биде тоа што имунитетот за текот на годините се губи. Не е случај како во имунитетот кој што се создава кај морбилите. И таквото губење на имунитетот може да предизвика повторни инфекции кај веќе повозрастните деца кои што се на возраст од 14 или 15 години. И сега ни се појавува сосема посебна категорија на возраст на деца кои што се така може да го пренесуваат да ја пренесуваат болеста. Затоа знаевме дека проблемот со пертузисот ќе биде прилично долготраен и ќе треба подолго време да го спречиме. Доколку имавме висок процент на вакцинација од 95%, беше мала веројатноста дека во овие пониските старосни групи, каде што се децата на доенечка возраст и до прво оделение, практично ќе бидат заштитени, меѓутоа не ја имавме среќата да пред се совеста и одговорноста биде на наша страна, зборам како родители пред се, за да ги заштитиме децата на време и да немаме сега криза. Ова е резултат на тоа, би кажал, неодговорно однесување, кое што не доведе до состојба да имаме епидемија и во Скопје, и во Тетово и Куманово. Постои можност да се прошири со оглед на тоа што, како што кажете, 65.000 дози. 65.000 дози на вакцини се аплицирани од периодот јануари 2024 година до септември. Тоа оди во насока на тоа дека полека ја ублажуваме кризата. Последниот билтен покажа дека имаме 19 диагностицирани случаи со пертузис. За среќа до сега немавме ниту еден смртен случај. И тоа е големо олеснување пред се за нас, затоа што знаеме дека компликации може да се јават на секој 1000 деца кои што ќе имаат тешка форма од развиена на пертузис, да може да се јави, да се појават и смртни случаи. Немавме смртен случај, тоа е добро. Меѓутоа, бројката на заболени од пертузис во Македонија веќе брои илјадници. И тоа е нешто што не би сакале да го гледаме во иднина. Се надевам дека во скоро време, благодарение токму на овие 65.000 аплицирани дози, ќе гледаме све помали и помали бројки на пертузисите, како конечно ќе дојдеме на бројката 0, ќе се задржиме доволно долго на таа бројка 0, со цел да ја укинеме епидемијата и во овие локални на оваа локална епидемија која што имаме за трите града што ги споменав и конечно да го затвориме и тој проблем. Така. И сега нешто што исто беше актуелно изминатиот месец, ајде да кажам, поготово август, почнаа да се зголемуваат бројките на ковид болни.
Тоа беше еден исто вирус кој што никако наеднаш ми се чини се појави, дали можеби од патувањата надвор од земјава, бидејќи нели во Грција се зборуваше дека има покачано број на заболени на случаи од ковид. Како сте тука работите, бидејќи ние знаеме, нели сме говореле после пандемијата дека веќе ковид ќе биде присутен како и сите вируси што ги имаме впрочем, меѓутоа имаше и починати, па малку се дигна некоја фама дали починатите се од ковид или се од оние други пропратни хронични болести што ги имале. Ајде нешто малку околу тоа да ни информирате. Ајде од почеток да почнеме. Да. Значи ковидот е болест која што е од домакините, која што ќе ја гледаме многу често помеѓу нас. Так. Не смееме да сметаме на ковидот како сезонско заболување, иако е за очекување дека многу повеќе ќе го имаме во поголема бројка во есенските месеци, кога ќе биде практично сезоната и на грипот. Проблемот со новите варијанти на ковид е што мутациите продолжуваат и понатаму. Последните ковид варијанти покажаа една дивергентна еволуција, каде што повеќето омикрон варијанти практично направија исти типови на мутации на својот геном и модерно или популарно во светот на медицината се нарекуваат флирт варијанти или флирт варијанти поради таа промена на деловите од геномот на вирусот од F во L и од R во T. Таа промена која што беше направена беше практично со цел да се подобрат две карактеристики на вирусот. Вирусот видовме дека има способност постојано да се развива со цел да опстои и да се задржи помеѓу популацијата. Меѓутоа, овие баш две мутации беа со цел да се зголеми можноста за врзување за AC2 рецепторите во организмот на човекот каде што престојува вирусот и од друга страна да се зголеми практично избегнувањето на имунитетот кое што е стекнато со текот на годините наназад преку вакцинација или преку прележување на болеста. Затоа гледавме голем број на позитивни случаи кои што има лесна симптоматологија. Подолго трајни, како да кажам, оправувањето од оние кои што има потешки симптоми беше многу подолго. Генерално нема некоја голема разлика во бројот на денови кои што се карактеристични дека траат во едно ковид заболување кога се во прашање новите омикрон варијанти. Обично целата симптоматологија се завршува од 3 до 7 дена. Инкубацијата трае негде од 3 до 5 дена. Инфективноста е во истиот тој период 3 до 5 дена, така да е многу краток период. Знаете, на времето кога разговаравме за оригиналниот вухански сој и потоа варијантите како што беа алфа, гама, делта и така натаму. Тие варијанти знаеа да прават проблеми со недели. Значи не зборувавме тогаш за денови. Меѓутоа сега како што кажав, овие варијанти иако постојано еволуираат, иако ние сметаме дека се поблаги затоа што се поблаги симптомите, всушност се многу способни да го избегнуваат имунитетот од претходните варијанти, но нашиот имунитет е веќе, ја би го нарекол супер имунитет во однос на ковидот, затоа што прележавме толку многу варијанти, толку долго веќе живееме со ковидот, кој што е постојано присутен помеѓу популацијата, и затоа не ги гледаме компликациите во форма на тешка клиничка форма на болеста. Немаме некој изразен број на хоспитализации, мислам дека се хоспитализациите можат и на една рака да се избројат од сите оние пациенти кои што се на клиниката за инфективни болести и таму нема тешка клиничка форма на болеста, а во однос на смртните случаи кои што ги споменавте, тоа се смртни случаи на пациенти кои што се диагностицирани со позитивност на SARS-CoV-2 на возраст над 70 години и имаат хронични пропратни заболувања кои што се всушност основата за смртта кај тие пациенти. Знаете дека имаше пациентка со акутна леукемија која што исто така беше прилично актуелна како случај, дека е почината како резултат на кој во основа се работи за тешко заболување и пациентката била во терминална фаза на акутна леукемија, така да причината беше основното заболување. Внимателно ги следиме сите така наречени сериозни акутни респираторни инфекции или САРИ
И бројот на тие сериозни акутни респираторни инфекции кои ни укажуваат дека одреден вирус Така. има сериозна активност во делот на провокација на болест пред се на белите дробови, Така. тие респираторни инфекции ни се индикатор за да знаеме колкава е силата на вирусот да предизвика тешка клиничка форма на болест. Тие не се зголемуваат. Се зголемуваат амбулантските прегледи на пациентите кои што имаат ковид. Тие најчесто се со горна респираторна симптоматологија. Имате течење од носот, болка во грлото, имате црвенило во очите, печење, чешање во очите, може да имате покачена телесна температура, омалаксаност, болки во зглобовите. Меѓутоа респираторните инфекции, оние кои што се поврзани директно со изложувањето на вирусот на како резултат на образување со АЦИ2 рецептори и активирање на целокупниот имун систем, тоа не се гледа во периодов кој што е на флирт варијантата. Така. Знаеме дека е присутно тука, знаеме дека има поголем број на случаи, меѓутоа повторно ќе кажам, се уште немаме апсолутно никаква причина за Дали оние загриженост. кои што го прележале ковидот преку летот би го прележале пак и преку Тие зима што или ја се прел- позаштитени? Тие што го прележале, што ги прележале овие нови варијанти, модерно наречени KP2, KP3, KP3.1.1 или JN1 варијантата, тие практично се заштитени. И имаат прилично добар имунитет кон варијантите кои што очекуваме да се појават Треба како да резултат на еволуција во есента. Меѓутоа, за оние пациенти кои што се со хронични болести, кои што се на возраст над 65 години, кои што имаат имунокомпрометирана состојба, здравствените работници, бремените жени, треба барем 2 пати во текот на годината да бидат примарниот таргет на секој солиден здравствен систем, да бидат заштитени со цел да не ни се јават смртни случаи, затоа што ова се високоризичните групи кои што навистина може да добијат тешки форми на болеста, а при тоа и основното заболување да биде дополнителна причина за да имаме летален исход, така да не е потребно да го обременуваме организмот со дополнителни болести, особено кога веќе се присутни хронични состојби кои што и онака доволно го нарушуваат нормалното функционирање на организмот. Така. Добро, значи да заклучиме дека ковидот ќе си постои како и сите оние вируси и грипови кои што сме ги имале или континуирано назад низ годините, само што еве како што кажавме, можеби малку ќе мутира, ќе доаѓа во некои нови подтипови. Значи сите оние кои што ќе почувствуваат симптомите, претпоставам дека треба да се консултираат со лекар, да видат Така. што како и нели да ја следат состојбата на болеста. Матичниот лекар секогаш е идеалното Така, да. место на кое што треба да побарате. Така, па се потоа понатаму. Само уште нешто би сакала околу ова да ве прашам, па сакам да се задржиме малку и на она што е нешто ново кај вас. На глобално ниво од што ни предстои опасност? Не би можел да кажам дека на нас ни предстои опасност, меѓутоа да, прогласена е на глобално ниво една ургентна состојба на итност, која што е по однос на мајмунските сипаници. Главниот резервоар, главниот проблем е во централниот африкански регион сега, особено во Демократската република Конго, каде што има голем број на заболени. Добро. И има значителен број на починати. Починатите се претежно деца, Така. затоа што овој тип на вирус кој што сега го гледаме во последниот период, или така наречената клада 1, е таа која што многу полесно се пренесува и која што за разлика од претходната клада, која што ја видовме 2022 година, има многу повисока стапка на смртност. Доколку порано претходните 2 години видовме па и во континуитет, и до ден денеска ги има преку 50.000 случаи на мајмунски сипаници, зборувам ширум светот. Така. Сега многу брзо се шири ова пренесување на мајмунските сипаници во централниот дел на Африка и од тие причини Светската здравствена организација практично прогласи состојба на итност, ама на глобално ниво, затоа што се појави еден случај во Шведска, исто така импортиран од Демократска република Конго. Дали ќе се пренесат во останатиот дел на светот? Не. Пораката е дека секоја земја има можности, доколку правилно ги користи ресурсите за алерт кои што се поставени на светско ниво и правилно ги насочи средствата за ублажување на трансмисија на болеста,
дека секој може да го контролира ширењето на мајмунските сипаници на своја територија. Так. Не е тоа новиот ковид, нити може некогаш да стане новиот ковид. Се работи за заболување кое што претежно се пренесува преку контакт. Не е респираторно заболување, нема толкава контагиозност како што го имаше ковидот, уште помалку како што ги имаат морбилите. Не загрижува дека ќе може да влеземе во нова криза како резултат на тие мајмунски сипаници, меѓутоа внимателни сме и во однос на тоа. Од неодамна сте директор на клиниката за физикална медицина и рехабилитација при кампусот Мајка Тереза. Кога појдовте на директорското столче, пред се да ви честитам. Што затекнавте таму, што нуди клиниката, што планирате да смените за да имаме подобра услуга до сите оние кои што ќе им требаат вакви здравствени услуги? Ја го затекнав тоа што го затекнале практично сите директори од 57 година нааму кога е изграден тогашниот завод, па институт, па сега клиника која што е надвор од клиничкиот центар, да се разбираме, тоа е клиника која што се наоѓа во Капиштец, позади основното училиште Киро Глигоров. Киро Глигоров, да. Значи надвор е од кампусот на клиники Мајка Тереза. Дел од и надвор е од клиничкиот центар, значи никогаш не била таа клиника не била никогаш дел од никогаш не била дел од клиничкиот центар. Добро. Она што е важно е дека освен оној научно-наставен развој, научно-наставната база која што направиме. Таму практично се уште ја гледаме истата зграда од 57 година, направена тогаш по ЮС стандарди, по наредба на Јосип Брз Тито. И многу од апаратите знам дека не работеа. Како прв завод кој што е практично завод за физикална медицина, мислам тогаш и во бивша Југославија. И сега видите голем е предизвикот. Голем, да. Таа градба од 57 година да ја модернизирате. Мислам дека во делот на персоналот и на човечките ресурси прилично е напреднато тоа како функционира клиниката. Меѓутоа и тука има сериозни можности за унапредување. Ако ме прашувате која е визијата за физикалната медицина и рехабилитацијата, ја не се нафаќам на предизвици кои што се лесни, односно кои што не се предизвици. Не, јас сум кажал многу пати дека во мојот речник не постои зборот невозможно, дека сакам да најдам решение практично за све. Ама од друга страна знаев дека е предизвик да се помогне на државата и на граѓаните, на пациентите пред се, преку реорганизација на третиот основен столб од секој здравствен систем. Ако во првиот основен столб ги ставиме превенцијата од болести и промоцијата на здравјето, во вториот ја ставиме дијагностиката и третманот. Третиот столб е рехабилитацијата. Во светот, статистички, преку Институтот за здравствени метрики, е измерено дека секој трети човек во светот, видете, тоа е практично скоро 2,5 милиарди луѓе во светот, имаат можност да го напредат своето здравје, да намалат својата онеспособеност, доколку добијат некаква рехабилитација во моментот кога тоа им е потребно. Ако го преведеме тоа во македонски контекст, тоа значи дека најмалку 600.000 граѓани, изборуваме на не само возрастни граѓани, затоа што кај нас доаѓаат и деца кои што имаат проблеми со ребетниот столб, кои што имаат проблеми со атрофии, кои што имаат проблеми со фрактури. Значи, практично сите граѓани, сите пациенти на возраст од 0 до 100 години можат преку процес на рехабилитација да го напредат своето здравје. На тој начин да станат попродуктивни, да имаат подобро здравје, зборувам за физичко здравје, да имаат подобро ментално здравје, да имаат подобра економска стабилност, односно економско здравје, така да генерално државата може да има сериозен, голем бенефит од инвестирањето во процесот на рехабилитација. Не треба да сведочиме дека секоја година практично ни се зголемуваат бројките на корисниците на инвалидски пензии, или на корисниците на туѓа нега, или на корисниците на оние кои што треба да имаат помош од трето лице. Сите тие корисници кои што имаат нефункционалност, доколку правилно се рехабилитираат, може да бидат активно да партиципираат во системот на развивањето на државата, и економски, и културно, и социолошки. Психичката стабилност на тие пациенти е многу подобра, така да идејата е навистина да барем во наредните неколку години да го промениме правецот на кој што се размислува за тоа како сакаме да го подигнеме реално квалитетот на здравјето на пациентите во секој дел од нивниот живот
и истото да видиме како ќе се рефлектира на целокупното општество, а со оглед на тоа што веќе се направени доволно истражувања, имаме доволно статистики за тоа како земјите кои што правилно го користат процесот на рехабилитација функционираат и колкав е економскиот просперитет кај нив и колкаво е задоволството на граѓаните, ако сакате. Ако го мериме индексот на среќност, тогаш најсреќни земји се оние каде што граѓаните пред се преку овакви процеси најдобро го чуваат своето здравје. Што ќе преземете за да направите подобри услови на клиниката за физикална медицина? Мојата идеја е пред се да се реорганизира принципот на работа. Има една, ја често пати ја користам една позната изрека на Питер Дракер, кој е еден од основоположниците на модерниот менеджмент. И он вели вака: не можете да го подобрите тоа што не можете да го измерите. Мислам дека ние во моментот не можеме да го измериме волуменот на потребата на пациентите од физикална медицина. Со цел да можеме да видиме колкави се недостатоците во физикалната медицина и рехабилитацијата, колкави се потребите на граѓаните и што можеме ние да понудиме по однос на тоа, практично не можеме да тргнеме во вистинскиот правец. И првата работа ќе биде токму тоа. Да знаеме каде сме, на што сме, од каде почнуваме и каде сакаме да стигнеме. Значи, секогаш се почнува од мерењето, од податоците, со цел да можеме да одиме понатаму. Новите методи, начинот на зголемувањето на волуменот на работа, зголемувањето на човечките ресурси, зголемувањето на методите, осовременувањето на методите кои што ќе се користат на клиниката за физикална медицина и секако осовременувањето и ја бих кажал подобрувањето на амбиентот кој што владее на клиниката, зборам за обкружувањето. Ќе бидат основните работи кои што сметам дека сериозно ќе го променат начинот на кој што веќе ќе се гледа на рехабилитацијата и на физикалната медицина во Македонија. Колку време веќе сте? Ова е веќе неполни 3 месеци, 2,5 месеци. Да. Знам дека скоро не работеше апаратот за DEXA Scan. Дали е сега функционален? Апаратот за DEXA Scan е прилично стар апарат кој што е добиен од Требаше нешто да се поправи, дали што се случи? И тоа е единствената диагностичка процедура која што постои на клиниката. Носили? Во план сме да донесеме нов апарат и овој кој што е веќе дотреан, во моментот е функционален, значи практично сите термини кои што се за дензитометрија се пополнети во текот на секој месец. Со носењето на новиот апарат практично зголемуваме да ги дуплираме капацитетите за тоа колку ќе може да се користи воедно. Тоа е пропратено и со одредени лабораториски анализи кои што секако планирам да се воведат во наредниот период, како што е мерењето на ионизиран калциум, на витамин D3 и така натаму, све она што е неопходно да го добиете на едно место без да има препраќање на пациентите од една клиника на друга клиника со цел да се добие целокупната диагностичка процедура, а после тоа да се знае како ќе биде третманот. Американците тоа го викаат one stop shop, односно на едно место да добиете све она што ви е потребно и мислам дека секоја современа клиника треба да функционира на тој начин. Секако дека е добра соработката со останатите клиники, меѓутоа кога е во делот на специјалноста која што веќе ја работите, мислам дека е апсолутно непотребно пациентите да ги шетат од едно на друго место, туку треба да се заврши сите работи кај вас. Кога велите сите работи, што се друго, ајде вака до нашите гледачи да информираме што се друго нуди клиниката за физикална медицина и рехабилитација. И претпоставам дека тоа е се поврзано со фондот, така? Најголемиот дел од процедурите, би кажал 95% од процедурите се фондовски поврзани. И да, ретко има процедури кои што не се фондовски поврзани, како што е например шок-вейв терапијата или ласерската терапија или магнетната индукцијата. Да. Меѓутоа во однос на делот на оние процедури кои што се даваат, таа се поврзани со фондовските пакети, односно што го покрива фондот. Во 4 павилјони практично целата терапија е поделена на неколку видови генерална терапија, во значи големи категории на терапија, како што е кинезитерапија, хидротерапија, масажа, електротерапија, магнетна терапија и така натаму. Во зависност од тоа за какво заболување се работи, значи физијатрот индицира терапија која што ќе треба да се аплицира, потоа пациентот се препраќа во еден од павилјоните каде што постои соодветна терапија. Хидротерапијата е
прилично добро развиена метода во институтот, имаме и базен каде што можат практично пациентите да се рехабилитираат, особено оние пациенти кои што имаат проблеми со моториката. Така. Можам да ги пофалам искрено и физијатрите и физиотерапевтите за професионалноста, стручноста и знаењето која што го имаат. Во текот на овие 2,5 месеци навистина ми придоа многу луѓе кои што има сериозни пофални зборови и со име и со презиме ги кажува и физиотерапевтите и физијатрите и медицинските сестри кои што тоа беше навистина убаво да се слушне. Кога ќе слушнете за некого дека навистина добро си ја работи својата работа и покрај можеби понекогаш недобрите услови. Па убаво е кога ќе слушнете дека има се уште луѓе кои што многу професионално си ја вршат работата. Сега јас сум свесен дека во делот на човечки ресурси, ако сакаме да достигнеме до стандардот кој што е зацртан на светско ниво, на секој трети да можеме да овозможиме рехабилитација и физикална терапија, тие човечки ресурси ќе треба значително да се зголемат. И како што кажав, ќе почнеме од податоците, па ќе почнеме во преговорите, па ќе разговараме со сите релевантни фактори во државата, институции и стейкхолдери, за да можеме конечно да им презентираме кои ќе бидат бенефитите од напредениот систем на физикална медицина и рехабилитација за целата држава. Така. Предпоставам дека нели вие како одговорен тамо сето она што треба да го сторите во иднина и што го планирате ќе го сторите, исто така би сакала и да имаме некоја соработка во однос на гостување на одредени ваши вработени таму кои што се снели стручни во областа. Како што кажавте, она што тие го прават на пациентите, да можат тука да дојдат, да ни гостуваат, пак со нив да поразговараме за проблемите, за како нели тоа се решава таму и така натаму. Се надам дека Јас однапред ви благодарам за поканата и да, навистина сметам дека таквиот тип на соработка кој што може да го имаме со медиумите ќе биде пред се од корист на пациентите кои што треба да знаат кои свои услуги може да ги добијат во клиниката за физикална медицина. Бидејќи обично луѓето секогаш одат можеби повеќе во приватниот сектор, има премногу физикални ординации кои што го работат тоа, меѓутоа добро е кога ќе се информираат дека и клиниката за физикална медицина и рехабилитација нуди добри услови и добри терапии кои што ќе можат да им помогнат за сите оние проблеми и со дегенеративните заболувања и како што кажавте за дечињата од мали нозе кои што имаат проблем со сколиози и така натаму, па би било добро нели да бидат во тек што се нуди клиниката и какви се услуги и за кои проблеми. Мислам дека треба да биде јасно на сите дека не постои друга установа која што има квалитет и која што представува врвна установа кога е во прашање веќе физикалната медицина и рехабилитација. Клиниката за физикална медицина и рехабилитација е врвната установа. Знаеме дека постои многу одамна. И независно од тоа какви се во моментот условите на кои што кажав и ветив дека сериозно ќе работиме, можам да кажам дека во однос на професионализмот и во однос на квалитетот на услугата кој што и сеофатноста на услугата, значи не можете на ниту едно друго место да го добиете сето ова како што тоа можете да го добиете на клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Секоја клиника во државава, а и надвор од државата представува врвното достигнување во делот на медицината за која што е наменета таа клиника. И секако дека таму се најдобрите и професори, и асистенти, и доктори, и специјалисти, и медицински сестри кои што низ текот на годините виделе сериозни патологии, кои што решиле сериозни проблеми и кои што поминале сериозен број на едукации за тоа како да се решаваат и оние најнерешливи проблеми на граѓаните, така да доколку имат граѓаните било каков проблем кој што е поврзан со физикална медицина или рехабилитација или доколку имаат веќе препорака за нешто дека тоа треба да се реши и доколку не го нашле своето решение во некој од останатите здравствени установи, слободно може да појдат. Нека се обратат во оваа врвна институција ќе бидат дека. Дали оди преку матичните лекари сме да кажеме? Да, секако тоа е систем. Ние сме дел од системот на мој термин, каде што се генерираат практично термините за секој месец. Можам да кажам дека со овој капацитет со кој што работиме. Сите третмани одат со закажување? Сите третмани одат со закажување. Значи, со оваа динамика која што се работи на клиниката, доколку нема зголемување на бројот на персонал во наредниот период,
максимумот кој што можеме да го постигнеме практично е овој работи амбуланта во прва смена, работи амбуланта во втора смена, исто така работат и терапевските процедури во овие две смени, постои стационар на пациенти кои што се сместени во самата клиника и кои што ја добиваат својата услуга додека престојуваат тука. И практично тој капацитет е речиси до максимум исполнет. Меѓутоа, како што кажав ја, во наредниот период ни следи период на реорганизација и на зголемување на човечките ресурси. Социјално вистина да можеме да сметаме да на тоа да во пресретност целата на побарувачка голема е потребата која што ја имаат граѓаните, за тоа сме свесни. Меѓутоа барам малку трпение со цел на вистина тоа да може да се реализира, затоа што не се прави таков обем, таков капацитет на една оваква сериозна институција за која што имаат многу потреби граѓаните преку ноќ. Така. Доктор Златева, благодарам ја за денес. Како што кажав, соработката со вас како директор стега на клиниката за физикална медицина останува и ќе бидеме во комуникација за да договориме некој вработен оттаму да ни дојде во емисија. Секако со задоволство. Ја мислам дека практично нема да има вработен кој што нема да сака да ви гостува во емисијата. Со оглед на тоа какво ја искуство имам во вашата емисија и во вашата телевизија, секогаш е апсолутно можам да ве пофалам како врвни професионалци дека одлично си ја вршите вашите работи. Ви благодарам и посакувам успех и сето она што го посакувате да го направите за клиниката, да го направите во за граѓаните пред. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес, ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.